Ама овде како е цунем жабат нема да стане убав принц. И здраво, денеска со вас Алекс и ка прошлата епизода јава јас со мене е Виктор, hello. Hello. Треба конечно ga завршиме овие колку време збориме за овие исти книги. Година. Не до толку. 6 месеца. Добро де од вакво, како се каже, од кога почнавмо школската година. 6 месеца. Од октомври. Добро, искрено мене кој ги читав, мислам дека толку ми требаше да прочитам таке нешто. 6 месеца. Да, така да сме добри сме. Добре. Тamo ако почнеш да ја читаш тога и кој почнавме да снимаме, сега ќе ги прочиташ. Сега продолжуваме негде од прошлата епизода, така? Да. Допревме до 3:9 сега треба. Туека негде. Да. Завршивме со Jon Snow како ите да се договора со Wildlings и како сите почињаат да го мрзат околу него. Мање више. Мора. Океј, се враќам со Тирион. Тирион како од прошлата епизода беше фактички нели путуваше да ја види Денерис и се разделува со нели The Golden Company со свите тие, со Young Griff и продолжа натаму и он и Пени се фатени од Джора и фактички се кои ќе бидат фатени во бродот на кој што се фактички ќе има многу големи оштета со што ќе биде многу лоша ситуација. После продолжуваме со Тион. Тион е сега усади Рик. Продолжуваме со него. Рик во оваа ситуација нели као е Winterfell, нели Стейв на Рамзи и ги слуша усади све што се дешава во Winterfell и слуша као се справа со Леди Дастин и Джейн Пул. Джейн Пул нели е бесфренд од Санса, Леди Дастин едно као од главните лордзои као од северот и он е едно од елезот ова на северот, на Болтонс, мислим, нели? Да. Да. И она нели као, мејстерите, не треба да им се верува, ги те поја се везмејувајте! Класичен мовет. Класично. И после, меѓу време Джейн Пул е, просто само мала тортура, не голема, само мала. Рече ти криво ми душно. Мала. И оваа беше... Не, знаеш што е крива? Ќе се речеме дека не знам. Зашто е другарка со Санса. И што татко е мртов, нема кој да заштити. Многу работа е крива. И мислим... За многу работа е крива. Да, и мислим дека исто е ова тоа кај што нели се му се појавува црн човек на Тион и му го вика Turncloak. Тоест не, Kinslayer го нарекува. Да, и добијаме политиката што се внутре во Winterfell, the Grand Northern Conspiracy type shit и сети глупости. После продолжуваме со Аша. Аша не беше фатена од страна на Станис и ги гледа како усвари војниците на Станис ида од Deepwood Mod, кај што ја заробија до Winterfell, што ми е нивната следна мета на напад и гледа усвари како нели многу лоша ситуација се војниците од Станис и фактички каква е ситуацијата тој камп фактички. И мислим дека овде кога ни стигнува тоа што дека смрзнатото езеро, нели? Не сум сигурен, мислим дека покасно стигна. Можно и овде, не сум сигурен. Да. После тоа продолжуваме со Дени. Дени нели се сложи дека ќе се ожени со Хиздар Золорак. Во случај ако нема колку 3 недели напади од синовите на Харпијата, не е битно. Го спомнам. Така нешто, да. Да, така нешто и според тоа што немаше. Да, она држи нели го држи нејзиниот корт, пред да се ожени со него, пред тоа што он го испри на неговиот дел, ги има ослободено тие што ги зароби со него и у тој момент доаѓа Квинтен Мартел, стигнува конечно и е као Денерис, ние си имамо договорено, дојди ќе ти помогнеме вестро да го фатиш и он нека ха, жаба, мисли дека жабата има може со мене, ха, ама овде како е цунем жабат нема да стане убав принц. Денерис се само малце мин, само малце, не многу, само малце. Океј. Што би се десило ако тебе некој што не го знаеш, дојде нели дека договорено ја и ти да се ожениме, да се земеме? Што ќе ти би реакцијата?
Немаш ли живот вие на човеков? Жена, дали што сакаш па? Не, што ме се видел, не еднаш дечево. Cool! Let's go! Arranged marriages always work! Океј, тоа е твој проблем, I don't know. I don't know, ма ќе ти средим ако сакаш кажи. Тама ќе ми ги схватиш мукета. Океј. Да, добро, после тоа продолжуваме со Џон. Џон овдека го гледа неговиот најголем проблем, a.k.a. га прима жена му на стенис да седи со нив. Што, тоа е Квин Селин и Шерин исто, заедно. И он, Селин заше само малце, такво, кој се викаше Керен. Не правиш. И исто така му вика, пред некој чаптер му викаше Месана дека гледала дејче, дека ќе се појави на пред неговото замок. И он мисли дека е Арија, ама сега овде кога знам усвари дека Арис Карстарк, што е фактички една од благородниците, и нели како тие што се Карстаркс, нели што Роб на незиниот татко му е истече главата? Роб. Да, зашо се ребелна е против Друбеуша. Да. И она е фактички следна го наследи имотот и тичко сакаше само малце да ја утепа и да ја ожени за неговиот син. И она беше ка nope, bye. И беше ка идам кај синот на Нед, он ќе ме заштити сигурно. После продолжуваме со Арија. Арија нели беше зашо го утепа еден од луѓето што не требаше да го утепа, сега е казнета со тоа што ја го одзема незиниот вид, со магична, не мора да е магична, ама со potion, со некој еликсер. И она треба за да го добие назад напивка. Да, напивка. Да, напивка. И за она за да го добие назад својот вид, она мора да фактички да дознае усвари кој го напаѓа. И она само малце такво е неверна у незиниот настап и тоест ги користи незините магични старк моќи да влезе во мозокот на мачка да види кој напаѓа. Што мислим фер муавет, и ја би имал таа моќ, ја би ја користил. Да, он поентата стане никој ништо, така да. И ќе би га не може они со Старкој, не може они со Старк со Винтерфел. Малце не е фер, ама добро. Сега моментално пак се враќаме кон Тион и гледа фактички како све да се распаѓа у Винтерфел. Неколку фактички низ Винтерфел се дешава ден по друг неколку поголеми убиства, меѓу кои што како пријател на Ремзи беше утепан некој Фрей и бе утепан уште неколку други луѓе и почињаа фактички да се обвинуваат господарите еден спрема друг, Фрей да го обвинуваат Мендерли и све тоа. А меѓу време е овде кога усвари го проаѓа духот Тион. И за Рус да престане да се утепа меѓу себе ги праќа војските на Мендерли и на Фрей да идат надвор од замокот и да ги нападна Стенис. Зашто не знае дека Мендерли е на страната на Стенис. Меѓу време Тириен, Пени и Џора се, поради тоа што нивниот брод беше во прошлата чептар беше многу оштетен, се фатени од пирати и се правени од робство. Фактички они ги тераат да влезат во Марин и она ги носа да бидат како перформерс, тоест драматски да настапува пред нивните нови господари, што Тириен го мрази одното на душата. Ека ќе ги утепам свита, ќе ги утепам свита. Ќе ги памтим свита. Конечно, доаѓамо кон омилениот лик на Алекс. Джейми, нели, меѓу време се бори заедно за враќање за возвратување контрола врз The Riverlands и моментално се бори за последните као непријатели што беа The Blackwoods, нели, омилената куќа на Џорџ Ар Мартин и зема се поради тоа што не ги сака многу Брекенс, малце по-милослив кон нив и кој ги прифаќа нивните Terms of Surrender и баш тоа кој завршува се добавија влијание ка ау не, Илјарија Старк га најдов, ти требаш ти да ми помогнеш да добиемо назад и така го мами кон Леди Стоунхарт. И тоа последно што слушаме за Джейми. Ever. Оке, не е завршено, ке купим. Ја, не е завршено, доп. Просто продолжуваме со Џон. Џон овдека, нели, ја има оваа
фактички благородничка и ги има сите овие wildlings и доаѓа до план. Како да ги споим wildlings и северњаците? Топ! Ќе ја оженим оваа као благородничка што не ќе се ожени со нејзиниот братовчет, ќе оженим со развиените wildlings, the Tens, и со нивниот лидер, и така ќе направиме нова куќа, и така ќе ги споиме. И actually релативно окей работа, видите се хепи овона, и има така свадба на северот, мање више. И правя нова куќа. The House of Ten, нели? Да. После тоа се враќаме кај Денерис. Овдека нели го отпукува оженеш Квинтен, се докажува дека сака да се ожени со Хиздар и овдека мислим дека она се согласува под влијанието на Хиздар да продолжи да има мир, да ги отвори као The Blood Pit, што биле као гладиаторски рингови за борба Умарин, што ги имаш затворено, за да не као да го заштити мирот Умарин. Пошто Тион, овдека е првиот чаптер што Тион почне повторно се вика како Тион, зашто до сега беше со други имења и сега конечно во овој чаптер Тион се rediscovera, го добија својот стар, пак се враќаме неговата вистинско и кон неговата вистина и е конечно слободен од филолошкото им влијание од Ремзи и он заедно со Джейн успевува со помош на Менс и 4 wildling жене и Кроуфут Амбер да избегаат од Винтерфел, бегаат кон Стенис. Почиња да бегаат кон Стенис. После ова продолжуваме со Денерис. Она ги отвара пак Fighting Pits и мислим дека она гледа две джуджиња како игра прво и после продолжува со Fighting. Не знаејќи дека една од нив е Тириан. И баш тога кој почињаат борбите све, доаѓа Дрогон, она се снима и вика Fuck you, bitches! Идем со моето дете! После се враќаме кон Џон, нели, се враќаат Тормент и Вел, и се договара финално, нели, оке, за сваки човек што ќе го пројдеме, ќе оставиме едно дете, ќе тргнеме на страна, ако, нели, нешто направите, ќе ги утепаме децата. Тормент нека, ха, сигурно. Мислиш нема? Увика Џон, и ека, оке. И ги пушта конечно да пројде низ зидот. Сега се враќаме кон Серси. Серси, нели, у прошлиот пут беше Walk of Shame и сега као мање више затворен од црквата. Прошлиот пут црквата га затвори. И мање више сега као се гледа колку може Сент Синзои да конфесне, без да без да утапа. Outright. И добија као видео код Кевин, што фактички го има за вземе на власт, она дур не е можност да биде Queen Regent и фактички кажа, оке, имаш направен куп глупости, сега ќе гледаме да следимо што појке, ама ти си глупа. Мање виш. Брат, кој не е рекол на Серси дека е глупа? Се мисли на буквално свите има, рече нека е глупа. Ама, да. После продолжуваме со Берисен, ова е неговиот прв чаптер. Берисен требало инако да постои, само измислен колку да има некој да гледа што се дешава во Маринот кој ќе здувне дени. Мислиш, затоа му е даден чаптеров, иначе измислен за друга, ама нема врска. Да, измислен како POV. И Берисен гледа фактички како свите се почињаат да паѓу хаос, тука и дени здувнува. Хиздар зафаќа мојк додека тие што се против гледаат дека нели свите се борат за мојк. Еден од тие шериф пеше, мислам дека е главно спајмастер на Дени, се среќава со Берис нека, оке, гледа ке Хиздар проба да утепа Дени, пошто нели еден од нејзините помошници у прошлиот чаптер. Има фактички кадеше, мислам дека беа скакулци, испадна дека се отровни, и ако не беше тој бодигард толку четки умреше, а тие бе намаренети за Денерис, и вие оке, некој сакаше да утепа Денерис, као сигурно Хиздар за завземок, мора да го направи нешто и Берис мисли никад не е добро Кингсар кој се меша у политика. Ама јеби го. It is what it is. Се враќамо со Виктаријан и он нели како да завземе Дени и се чека нели да се собере заедно со Iron Fleet. И меѓувреме мислим дека овдека го спасува Макоро, што е некој Ред Прист што порано путуваше со Тириан и го рекрутира на нивната страна зашто он иде кај Денерис. И сега се враќамо назад кон Тириан. Тириан нели е заглавен како роб и гледајќи дека е заглавен како роб, гледа дека фактички неговиот господар е еден голем
дебел, обесен човек, фактички почиња да умира од болест, што почиња да се шири низ Марин, зашто не е под опсада. И е као, оке, може те гледаме да видиме како може да здувнеме од овде, да избегаме, уште имаме шанса. И после продолжуваме пак со Джон, фактички сега овдека Неди почиња, кај што тебе Балдинс да проаѓа. Беристен в меѓувреме си иде у кортот на Марин, фактички дознава за убиството на Греол. Кој беше Греол? Некој политичар, валјда, не ги памтим сите. Ја не ги памтим. Should I bring the fucking book, отвори, тражи там, мрзи. Не е важен, што не памтим. Да. He's not that important. Да. Брат Мортов е што ќе направат, нема зомби in оваа серија. Сигурен си? Нема на исток. Оке. Квинтон умеѓувреме паѓа у депресија, ме одби. Јеби га, имам крштен збелото, мене ќе соберем еден од незините змеји турне овдека, ја спуштам и го правя печено пиле. И умира еден од најдосадните ликови у книгава. И kind of најнебитните. И сега се враќаме кај Џон Конингтон. Џон Конингтон сега фактички, нели, почиња со Голден Конингтон се собират и почиња да го напаѓа Вестерос. И овдека фактички се гледа дека Џон Конингтон, нели, е као станат како многу поагресивен, понападен и све. И дознава дека е разборен, нели, од Грейскейл и фактички он го завзеа неговото стар замок Грифинс Руст. И е да овдека, кај што ги проаѓав моите денови со мојот најдобар друга, љубовник, такво Рейгар Таргериен. I will not disappoint you. Не, овде беше ли претходно беше сцената кај што го важа на руквицата и ги гледа прстите? Може би да беше прошти. Ама сега, окей, добро, овдека се знае дека како му продолжува, као му се зголемува. Да. Нема многу за живење. После ова, фактички се ваќаме кон Стенес и го гледаме од Аша. Фактички овдека гледа како уште поиќе почиња да пропаѓа армијата на Стенес, како нема више храна, како почиња више ги проште нивните, прво ги изере коњите, па почна да ставаш да фаќи, сега почна да ги фактички да ги гора нивните чевли, да барем нешто да јада. И овдека усвари доаѓа до замрзнатото езеро и одни почиња да ваѓа, да прават дупки у него за риболов, кога нешто да фата. И Стенес сека, се сеќавам за едни пирати кои ставаја фейк лайтхаус за да примрача бродови и после го палија вистинскиот лайтхаус и после ги утепува, пошто има у средината на езерото. Не, тоест има во близината на езерото исто како светилни. Да, ама окей. Мислим дека е овој чаптер. Да, после продолжуваме со Викторијан, продолжува на кај Денерис, малце пиратува, малце почиња да се тако да се заебава со една од жените што ги има пратено Юрон со него, што мистериозно незиниот јазик е изваден и луѓе теоризираат дека усвари Юрон е шейпшифт, там не е битно. Арија фактички конечно кога гледа дека е умеѓувреме доволно станата добра и искусна и ја праќа како оке, иди, утепај го, овој ќе биде првиот љубек што го утепаш. И става нова лице и иде у потрага да го утепа човеков. И сега овдека конечно доаѓаме Серси, или призна, што имаш точно Серси признато усвари? Дека не призна дека е со Джейми, не го призна тоа, не призна дека го утепа Роберт, призна инцест? Не го призна тоа. Не? Не призна дека со Лайнел? Не, мислим дека призна со Лайнел. Не, тоа не го призна. Не, призна дека била неверна кон кралот. Да, ама со... Ама не со кого? Со Кетл Блек. Со Кетл Блек, ама од кој умрен кралот. Мислим дека така е призна нешто, зашто Кетл Блек нели имаше признат. Така беше. Да, така нешто беше, да. И сега нели га тера да има Walk of Shame, гола да иде по од црквата до замокот, до палатата и сите кагаја со гомна, со све, и он е као, ќе ви утепам свите, сама да добием мој, ќе ви убием свите до еден. Ама гледа, она им даде сила, она е самата крива за све ова.
Да биемо јасни. Добро. Глеј ваќе, реално, некој да го утепаше твојот син на неговата свадба и после тој истиот човек што мисли дека го утепаше твојот син да го утепаше татко ти, не бил ти малку ментално нестабилен. Гле, би бил, ама не би дал на црквата да има оружје. Има причина зашто претходно било закон. Добро, мислам дека можем да ги изиграм. Ама аген, ментално нестабилна жена, у депресија. Добро, некад била многу ментално стабилна, ама ова е екстра, знаеш. Ама да. Разбирливо. Кога го разбирам жената. Тирион пак меѓувреме успева да го искупи слободата на себе си Пени и да се договорува да излезе од Second Sons. И овдека фактички го тера да потпише договор у кој што им ветува фактички на свите у Second Sons дека ќе им даде одредена сума на паре, огромни пари, се тоа потпише дека никад нема да бидем главен на вакво на Lannisters и да бидем фактички Дени ќе ми помогне, I guess, ако некад сум главен на Castle Rock. Па не, тоа нели, они треба му помогнат да врати Castle Rock и после да и плати за тоа. Така нешто беше, не? Да, и као огромни суми треба да ги плати свите. И исто да, неколку ги подпишува, мислим на бланко, што е многу ретардирано, ама јеби го. После и меѓувреме се враќам у Барисен ке ово е крив, мора да го тргнем од власт. Со заедно со Шеф Пейт, малце манипулирано Шеф Пейт, и заедно го трга Хизерзолорак од власт, од Мерин, и завземува власт за себе си. И умеѓувреме, поради тоа што Квинтон проба да ги ослободи Регал и Васерион, они почињаа да лета наоколу. И мање више почињаа да ги напаѓаат сите армии околу нив. И друго Шопра. Лета? Не, Шопра друго. Регал и Висерион? На Квинтон. Па не реков му го паля. Добро, ама тоа го рече. Паля го прави шиш кебаб. Работата е овие моменти, не ти кој рече тоа. Добро, не е битно. Џон, знаете, свите се несрекни со него, зашто нели ги пушти Wildlings и све, и се несрекни со неговите одлуке, и само добија писмо од Ремзи дека знам дека ти помогна да побегне Арија и мојот Рик, ќе земем, ќе те утепам, ќе земем, ќе ја фатим неа, ќе уништим, и ги фатив овие твоите и утепав, ќе земем, ќе ве уништим свите она. И Џон дека, оке, толку, кој ќе ми помогне да идем да го нападне мој шупек, немаше да утепа мојата сестра. И свите го предава и го утепува. Добро, неколку. Не свите. Оке, зашто ова ќе се вратим малце, не ќе сртам, за ова мора да аргументирам. Не можеш да ми речеш дека цел Рим го предал Цезар, као што овде го предава неколку Џон Сноу, ме разбираш? Неколку. Loud minority. Значи не свите. Значи не свите. The loud minority. Овдека официјално Џон умира. Еден као четирите мейн карактери умира. Може би ќе се врати, maybe. Купијам. Ако веруваме на серијата. Гле, оке, да, ама не е еден од првите тоа главни 4 карактери што умира, зашто Нед беше прва та книга, втората имамо многу чаптери од не, многу карактери што се главни карактери, да речем, умираа. Да, не, викам као од нели J.R. Толкин, Джордж Р. Мартин ги има формулирано као нели као дека има неколку главни карактери, тоа е Тирион, Џон, Брен и Дени. Дека тие му биле као главните и Арија. Тие пет му биле као главни ликови што требало све да се врти околу, нели? Мислим пак, околу ни се врти силва, ме разбираш озбрем. Ама импак, добро. И на крај, се враќам ке Берестен, гледамо дека фактички нели војната продолжува од Денерис, као змеевите зема напаѓа све, нели, и он прави, оке, морамо да ги нападнем овие слеверите што не обсаднува, зашто инаку болеста ќе не расцепи, ќе не уништи свите, морамо се или никад ги зема тие, он ќе ги води тие што се као
војниците од Марин, што него сака и накудаш беа лојални за овој Хиздар. И фактички овдека почиња таkozvaната едната од 4 борбе, што ќе биде у следната книга, ако некад излезе, борбата за како се каже, Battle of Fire. The Battle for Marine беше? Добро, не е битно. Зашто нели The Battle of Ice, The Battle of Fire, The Battle of Blood, Ice, Fire, Blood и Storm. Ама да. И продолжувамо со војната и почињаме војната у Марин, мање више. И на крај завршувамо со Денерис од главните ликови. Она фактички Дрогон га носи на Долтраки Wastes или Долтраки Fields, како и да се викаја. И она таму на Долтраки си, и она таму го остава здувнува пак, и она нека гладна, преморена, гледа некој бериз и ги јаде и фактички почне да халуцинира, многу е болна и почне да добија визија како Quaif и вика You are the blood of the dragon, go kill them all. Добро, не вика тоа буквално, ама мање више. Мање више тоа. Мање више. И га наоѓа некој Долтраки и е као shit. Баре со змеја, така да. И на крај доаѓам до епилогот, последниот официјален чаптер релиснату книга од страна Џорџ Р. Мартин и фактички го гледам од перспективата од Кевин, како почиња малце да средува, го гледа, он зема избори заедно и со Серси, што прави нејзини планови, и Кузуре сам влага Верес, го цепа со самострел, и е као, ќе умреш, премногу стабилно го правиш све, време е за све да има хаос, и да дојде мојот као главен, да дојде нов крал, да дојде вистинскиот крал, да дојде нашиот Ейгон Young Griff, он ќе завземе све, ти премногу прави стабилно, така да време да умреш, и па е сел го утева, зашто единствен беше со мозок овдека, така да, бај, и го утепо. И тоа заврши книгата. И серијата до се. Да фатимо овде се кој шо како што се деси у книгава? Многу ствари. Што нажал мислим дека оваа и прошлата само се почека сета букс. Како да објасним. Уште го немамо пејофот и затоа овие две се као добри книги се, одлични книги, ама у исто смисла што е Clash of Kings се сета бук, ме разбираш? Не, буквално мене у оваа книга, да. Не, затоа буквално овдека најдобрите чаптери се тие од Џон, пошто вистински нешто се дешава и actually има интересни како plot development. И затоа мислам дека најмногу оваа книга луѓе го помнат Џон. Па добро, реално како се ипак дури надвор од тоа, нели, он ги пушта Wildlings да влеза, он ги пушта, нели, као еволвиран со такво со Тион и со Арија и со тој плот и се тоа. Така да, интересно. Барем мене тие чаптери ми се најинтересни. И Баристон е релативно интересен. И Џон Конингтон. Да, добро, ама Баристон е при крај ека. Да, Џон Конингтон е интересен, да, немам да решим дека не. Ама, кој ќе почна Џон Конингтон неговите чаптери, претходно Тирион и Дропутува чаптерите се толку некако спори испите од Квинтон. Буквално може бар еден од тие чаптери да се катне, бар еден. Свите од Квинтон, окей, разбирам, нели, као сакаше да опише као Hero's Journey и све тие глупости, ама као стил, као бро. Исто, Викторијан, го сакам Викторијан ка карактер, ама не мораше негови пиови чаптери. Добро, реално, нели, има и ова, самиот автор има кажува, нели, као, окей, сакам да го утепам вој 20 пута не може да ми преживува. Шо, не знам како тоа се дешава, ама као... Не, знам за тоа. Зашто Викторијан е бил different. Бил different е братот. Бил different е. Да, тоа забравивме да спомнемо дека братот буквално доби инфекција на руката и ме корозеде, му е направи
црвена рука, му е направи basically како giant demon arm. Не, затоа ти гам оваа книга, тој POV-то негови најмислат нешто, ама ка карактер, сумка, таки, go boy, you deserve it, you deserve justice. Bro deserves better. Ама да, е многу интересно. Ама да, не, многу добро има седап, кажа рековме, овдека се сетат нели 4 различни борбе. Фактички, нели, окей, добро. Едната од нив е, Young Reef да го завземе Storm's End, што знаеме од Central Chapters дека ќе успее, и Мейс иде кон него да го нападне. Young Reef да го завземе Storm's End, а Stannis да се бори против овие, како се викаја, што го трија Twins, Frey's, против Frey's и Manderlys, што Manderlys најверојатно ќе ги предада Frey'зоите. И имамо Battle of Marine, нели, што днес треба да се бора, да видиме тоа кога ќе заврши, тој има најмногу сетап тој Станис. И на крај ги имамо борбата пред Old Town, кај што Euron треба да ги нападне Old Town и да самене Кракен. И нешто, што знае, демон, ѓавол, што и да е, Катулу. Да, он плови натаму и нели Red Wine Fleet да сретна таму? Да, трча од Dragonstone буквално. Буквално трча. Буквално, beelining it. Окей, ова е крај за серија везува. Ќе ги рейтамо овде книгите или саш да направиме друга епизода кај ќе ги рейтамо книгите? Овдека може, кога не е нешто големо. Мај више, ја би рекол, мене омилена ми е такво A Storm of Swords. Окей, за тоа се согласувам. Прво место, Storm of Swords, Holy Grail of Fantasy. Фактички, ајде да правимо такво S-tier, A-tier. Не така, пошто сите ќе бида S и A-tier. Не, идемо 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Второ место. Ја би рекол Game of Thrones. Game of Thrones, второ место. Да, ми се сложуваме. Трето е дискутабилно. Ја би ја ставил искрено трето A Dance with Dragons. Гледаш дека не се согласуваме. Ја би ја ставил Fist for Crows. Добро, да ставив по технички истата книга, само грешната половина. Не, знаеш што каже ова? Мене ми... Ова каже, што тебе повеќе те интересира, што мене, ме разбираш? Мене повеќе ми беше поинтересно да гледам Джейми, Бриен и тие како се шеата и прави глупости низ Вестерос, него да гледам овие како путува низ Есос и политик. Поинтересна ми е политиката у Вестерос. Не, I like John Con. Разбирливо. Окей, онда. Плюс, ја би рекол четврто место A Feast for Crows. Окей, ја бил овдека Dance of Dragons и најдоле... Да, и после на Clash of Kings. Clash of Kings. Искрено, рековме ваки. Знаемо дека се S-tier појчето, добро. Рачунам првите две се S-tier, вторите са A-tier. Сега, дан Clash of Kings би рекол дека B или A, според тебе? Ја би рекол дека пошто пак има као многу добри елементи и ована, као таму почиња као реално света војна, а има као некои као малце по-досадни елементи, мање више? Па, знаеш што ќе реков? Да не се задните 5 чаптери, straight B-tier. Да. Ама Blackwater го ваѓа, нели... Знаеш што го ваѓа? Убиството на Ренли и Blackwater. Тие две ствари. Да, реално да. Тие две ствари. Фактички Станис, The Menace. Не би сакал да ти оддајам тама, да. Па шо, факти. Ама да, не, реално тие се као од најдобрите сцене, може би у целата книга. Ама да, буквално... Ама да, фактички држи фактички целосно сетап за Storm of Swords. Да не беше целосно сетап за тоа, ќе беше добро. Окей, имам едно прашање за да пише у коментари. Дан сака епизода кај што имамо тоа правимо tier list за свите карактери у серијава. Sure. Не те прашам тебе. Engagement, people, engagement. Не те прашам тебе.
Ги прашам нив, нека пише нека коментирајте што сакате следно збориме за исто, зашто у дилема сме. Дан да почнеме пак некоја така долга серија, избориме уште 6 месеца за нешто или нешто пократко. Или ја кој што викам да земемо да се вратимо на класиците, пак само да поврнемо ова Fire and Blood. Не, Fire and Blood, немојам, големо е, немојам да читам, те мојам.